Драги наставници, драги поранешни наставници и сите вие кои што сте допринеле до ова училиште денес го слави својот ден. Ви честитам празникот и ви посакувам успешни години полни знаење и радости. Јас сум Надица Ристик-Симовиќ и ве поздравувам од салата на Црногорскиот симфониски оркестар. село наше, колку убаво училиште си имаш, па името Ристо Крле, името да му се познати и вечно ти биде. А и гледам, си се подновило и најубаво си станало. Браво, браво за сите нас.
Па браво и за директорот, а и за наставниците. А најмногу браво за публиката што сте денеска тука со нас. Благодарам. Добро вечер и добро ни дојдовте, почитувани гости. Денес ние, учениците и вработените во училиштето, го прославуваме нашиот патроен празник. Всушност, оваа свеченост ќе ја прославиме и ќе ја споделиме со вас. Преку оваа свечена приредба во чест на нашиот патрон или заштитник на нашето училиште, македонскиот драмски писател Ристо Крле. Кој бил Ристо Крле? Ристо Крле е наистакнатиот драмски писател, кој живеел и творел во периодот меѓу двете светски војни. Неговите драми со печалбарски мотиви и теми го одразували и го искажували историскиот момент, кога македонецот тогаш во тој период бил принуден поради екзистенција да оди на печалба, оставајќи го својот дом и своето семејство. Печалбарскиот мотив е присутен насекаде во неговите драми. Тоа е однос на општествено-политичките и социјалните односи карактеристични за тој период. Но она што е посебно важно во неговите драми е пораката што ни испраќа, а таа гласи дека секој човек, без оглед во која ситуација ќе се најде, сепак треба да го задржи и покаже најважното, човечкото и хуманото. Денес сме собрани со една мисла, што го обединува секој ученик, секој наставник и секој сон. Од сон до професија. Ова мото не е само зборови на хартија. Тоа е патот што започнува од училишните клупи. Меѓу првите букви, првите бројки и првите соништа. Во овие клупи растат идни учители, лекари, уметници и инженери. Тука се учи не само знаење, туку и љубопитност, труд и вера во себе. Нашето училиште е местото каде што секој сон добива насока. Секој талент се охрабрува, а секој дете добива крилја да полета кон својата иднина. Да се биде дел од овој процес, значи да се биде дел од создавањето на иднината. Затоа денес, со гордост, можеме да кажеме, овде, од соништата се раѓаат професија. Овде, училишните клупи не создаваат само знаење, тие создаваат иднина. Нека ова мото не подсетува дека секој голем успех започнува со мал, детски сон и со наставник кој верувал во него. Ви благодариме. А сега го поканувам директорот на училиштето Јовче Петковски да дојде на говорницата и да се обрати на присутната публика. Повелете, директор. Почитуван градоначалник на општина Илинден, магистар Александар Ѓорѓиевски. И ве замолам за едно. Почитувана пратеничка во Собранието на Република Македонија Драгана Бојковска. Почитуван советник за образование во кабинетот на градоначалникот господја Тајна Пандушковска. Почитувана господја Миријана Насковска, представник од Министерството за образование и наука. Почитувани советници, почитувани директори на образовните институции, почитувани директори на јавните предпријатија, пријатели, гости, добронамерници. Спремив говор, но сепак нема да читам, ќе говорам како што ми дојде во моментот. Оваа сала преубава гледка. Од овде од бината преполна сала, што е показател колку ни е битно и значајно во училиште на сите нас, во нашето населено
место, затоа што оваа зграда е полна со спомени, со успешни приказни, успешни генерации кои што чекореа и успешно чекорат и понатаму и го афирмираат училиштето преку нивните професии, преку нивните кариери, секога се навраќаат со убави спомени на училиштето. Верувајте, јас како директор, најголема мотивација ми се овие училници, овие годници кои ќе поминам и би се навраќаат моите спомени од детството, моите први музички настапи токму на оваа бина на патроните празници. Градоначалник, огромна благодарност, без ваша поддршка во секој поглед во работењето на училиштето. Еден стар професор често пати ми велеше и оваа скромноста е најубава особина на човекот. Но овој пат нема да го послушам и нема да бидам скромен. Ристо Крле е синоним за успешно училиште, современо училиште, опремено со најмодерни нагледни средства, училиште во кое нема место за дискриминација на ученици по било кој основ, училиште во кое инклузијата е на прво место, сите наставници се грижливи и еден аплауз ке ве морам за моите наставници, без кој образовниот процес не би бил на ова ниво што денес е. Нашите ученици забележувам дека овие години се горди кои ги прашат каде учат и дека се ученици во Ристо Крле. Може би не сме најбројно училиште по број на ученици, но стануваме препознатливи, освен на територија на град Скопје и во државата, и ќе работиме и понатаму. Значи ова училиште го заслужува сјаот што го има денес и сигурен сум дека Ристо Крле од висините е горд што нашето училиште го носи неговото име. Нашето училиште има модерна настава, можеби пак ќе речем. Ние имаме настава, патувајќи низ моите искуства надвор од државата, равноправни со училиштата од Европската Унија, државните училишта. Верувајте дека не сме ништо подолу во опременоста, во трудолюбивоста, посветеноста и на наставниот кадар, и на целата држава, и сигурен сум дека образовниот процес се движи во вистинска насока и ќе редиме успеси како и досега што редиме. Благодарам, многу да не должам, затоа што знам дека учениците се многу нестрпливи и која трема е сега пред настап, да излезат, да се представат пред сите вас. Нека ни е честит патрониот празник, да го славиме уште многу години и како што е мотото, и учениците кои што завршили веќе се успешни и нашите сегашни актуелни ученици нека изберат професија што ќе ја сакат да ја работат, што ќе уживаат во работата, затоа што работата треба да биде уживање, а не измачување. Ви благодарам, честит празник на училиштето, уживајте во нашата програма. Благодарам.
Денеска бев на тренинг. Кај одбранив 2 гола, постигнав 3 гола. Одлично сум. Браво, Камелија, само внимавај да не се повредиш. Јас денеска имав полна амбуланта. И јас имав напорен ден. Спречив се браќајка и еве сега сум тука. А јас свирев на една свадба и верувате сите луѓе беа многу весели. Јас мислам дека фудбалерите и фудбалерките се најважни. Без спорт не би бил никој ништо. Така ли е? Може е така, но кога ќе се разболиш, не одиш кај тренерот, доаѓаш кај докторот. Така ли е? А кој ве научи да читате и пишувате? Без учител и наставник, никој не би бил тоа што е сега. А без полиција нема ред, нема дисциплина. Мора некој да ве штити. Така ли е? Така ли е? Сите сте важни, ама без музиката животот би немал смисла. Музиката е лек за душата, така ли е? Не, јас сум побитна. Не, јас сум побитна, јас. Не, јас. Чекајте! А што ако сите сме важни на свој начин? Така е. Јас се согласувам дека сите сме важни на свој начин. И така ќе создадеме подобар спред. Со знаење, здравје, ред, спорт и уметност. И секој треба да сака својата професија и да ја работи со срце. А кога сме тука, ние спортистите сме едногласни. За кого? За кого? За Македонија. Секој професија е важна. Сонувај учи и ќе бидеш тоа што сакаш. И имам привилегијата да се занимавам со работа која ми исполнува во целост. Деновите да ги поминувам со најголемата радост на овој свет, а тоа се децата. Мојата огромна желба да работам како наставник се роди токму тука во подрачното основно училиште Ристо Крле во Унарчик, каде ги поминав првите 4 години од моето образование. Среќна сум што се вратив во училиште, но овој пат како наставник, бидејќи секогаш кога влезам во овие училници се присетувам дека тука ја откриев магијата на химијата. Моето прво работно искуство како оператор во химиска лабораторија ми овозможи да се запознам со химијата одблизу, да решавам проблеми, како и да се стекнам со трајни знаења. Сега имам можност тоа знаење секојдневно да го споделувам за да ја доближам химијата на учениците. Мојата цел е да создадам позитивни чувства и пријатни искуства поврзани со изучувањето на химијата. Читувам директора, драги наставници, ученици и пријатели на основното училиште Ристо Крле. Со голема чест и радост ви се обраќам по повод патрониот празник на нашето училиште. Тоа е местото каде што започна моето патување кон знаењето и професијата што денес со љубов ја работам. Како поранешен ученик, а денес педагог и наставник, со посебни емоции се навраќам на годините поминати во ова училиште. Тука ги научив првите животни лекции, ја почувствував поддршката, вниманието и љубовта од моите наставници, луѓето кои ме поттикнаа да одам по патот на образованието. На сегашните ученици им порачувам: учете со љубопитност, сонувајте со храброст и никогаш нема да се откажувате. На наставниците ви благодарам што создавате генерации кои носат светлината на знаењето понатаму. Честит и вековит нека е патрониот празник на училиштето Ристо Крле, домот каде што започнуваат сите големи приказни и местото кое за секогаш ќе го носам во срцето. Ви благодарам. Moreno, вече на позита.
ученици и почитувани присутни. Ви благодарам за можноста да ви се обратам вам и на вашите ученици и полуматуранти преку видеопорака и да ве подсетам за уште една од низот умани професии. Да ми се представам, јас сум доктор Боге Јаневски, по професија општ стоматолог, работам во ординација ПС доктор Боге Јаневски Мрали. И јас бев ученик во Основното училиште Ристо Крле и морам да признам, тогаш се појави желба за природни науки и желба за да се запишам во Средното медицинско училиште одсек замни техничар. За подоцна да го продолжам моето школување на стоматолошкиот факултет во Скопје. За Основното училиште Ристо Крле ме врзуваат убави спомени за моите наставници, моите школски другари, за пријателствата кои постојуваат до денес. Драги ученици, идни полуматуранти, ви се обраќам вам, следете го вашиот сон, изберете хумана професија. Главната порака што секој стоматолог би ви ја дале, грижете се за вашето орално здравје. Честит нека ви е патрониот празник на училиштето. Najčistý na svet. Училиште Ристо Крле во Мралино. Ова е училиштето во кое што јас како дете од прво до четврто деление учев. Уште како дете го сакав фудбалот, тие најмали возрасти, како дете сонував еден ден да станам професионален фудбалер. Желбата и сонот ми се оствари, играв за македонската репрезентација, играв за најдобриот фудбалски клуб во Македонија Вардар. И на сите деца кои што сакаат да се бават со спорт, би им порачал да бидат упорни, да тренираат уште од најмали нозе и секако да веруваат во своите соништа, затоа што некогаш соништата се остваруваат. Сакал да ви го честитам исто така патронатот на школото, голема поддршка имате од мене. Поздрав! Сум Ана Милчевска и токму во ова училиште во кој учев започнав од пат кон успехот во спортот. Би сакала да истакнам дека тогаш кога бев на почетокот, првите успеси ги постигнав кога 3 години поред бевме државни прваци во женски фудбал. Благодарение на мотивот и знаењата кои ги пренесував
се моите наставници Јован Чепизиловски и Дејан Димитриевиќ. Благодарение на нив сум пред се личноста и спортист со кариера и успес. Благодарение на заедничката соработка со мојот тим, бев повикана во женскиот фудбалски клуб Истратон, каде што започна мојата професионална кариера во женски фудбал. Веднаш по завршувањето на средното образование, започна мојата меѓународна фудбалска кариера во женскиот фудбалски клуб Сараево, со која истата година бевме прогласни за државни прваци шампиони. А потоа следува нов трансфер со најдобриот женски фудбалски клуб во Грузија, со кој за прв пат настапи во женската лига на шампиони. Денес ве поздравувам од приобалата Грузија, каде сум многу добро профатена и во која на најдобро светло ја представувам нашата порука. Би сакала да истакнам и покрај тоа што играм во странски клуб, јас играм во женската македонска репрезентација и ги бранам боите на Македонија. Никогаш не заборавете од каде доаѓате и луѓето кои ви помогнале да бидете личноста која сте сега. И не заборавете дека вашиот успех е и нивен успех и гордост на целото училиште.
занатите свој бизнес и охрабрувам сите ученици да појдат во вистинскиот пат, да среќен празник на училиштето. сервисирање и одржување на хеликоптерите. Покрај сервисирањето и одржувањето, како оператор активно учествувам и во гасење шумски пожари со хеликоптер. Тоа е нешто на што сум особено горд, затоа што на тој начин придонесувам за заштита на нашата животна средина. Исто така сум и оператор на ветлово хеликоптер и учествувам во потраги и спасување на повредени лица од тешко достапни терени. За да стигнам до оваа позиција, потребно беше да поминам на различни обуки, тренинзи и вежби, како во земјата, така и во странство. Се започна со моето основно образование во училиштето Ристо Крнов, каде наставниците ја разбудија во мене желбата за истражување, осознавање и емпатија кон другите околу мене.
и ме учеа како да станам добар човек. Сакам да ви кажам дека треба да верувате во себе, треба да ги слушате вашите наставници и не престанувате да сонувате, бидејќи јас не пристанам да сонувам и денеска доживам својот сон и сум посебно горда што успеав да си го останам сонот и си работам професијата за која што постојано копнев. Тука научив дека всушност успех е кога не се откажуваш, кога си добар пријател, кога помагаш на другите, најбитно кога веруваш во себе. Не брзете да пораснете, прашувајте, повторувајте и грешете, но сепак верувајте во себе. Секој труд вреди, секоја битка како и секоја грешка да води само напред. Сакам да ви честитам петокнато, да уживате денеска во овој ден. Сакам да ви кажам дека овој ден денеска треба да напуците, дека секој може да постигне многу доколку верува, доколку учи и секако доколку остане добар човек. Кај си тргнала Моримаро укурано, синки нанива ќе одиш. Ајде засрами се, фати некоја работа, не туку од куќа на куќа, како некоја селска визитерка. Што се мешиш, Мори Стојанке? Ај, полиција работата, јас кај одам и што правам, тебе ич да не ти е гајле. Леле, што гледам, па вие само се карате, да не може човек еден убав збор да слушне од вас, па кажете бре добра вечер. Па кажи бе, Маро, кога веќе ме сретна, кажи и поздрави ме, Билки денов нарно ќе ми појде. Зошто? Зашто јас прва? Зашто јас не ти? Не сакам. Леле, доста, аман веќе, преку глава сте ми двете. Кој прв да кажа, леле, срамота, па еве, јас ке кажам. Добра вечер на сите. Кај сте тргнале вие вака? Ние тргнавме кај Чичко Ристо Крле, Чеварот, но најпрво на едно кафе и сладко. Леле, децава денес. Што децава денес? Велам, децава денес чудо невидено. Зашто? Што им фали? Што им фали? Уште
што прашуваш, книга, литература, култура им фали. Па вие, па деца се. Па што ако се деца, понивно ли да е? Мори Стојанке, по твое ли да е? Па по моje нека е да се знае кој е постар и да се почитува постар. Вие кај сте тргнале? На Седенка. Туго, цело село сгори, а ви оште не сте разбрали. Па во наше село школа слави. Ајде, Тодорке, кажи, како беше во наше време? Во наше време, знало се кој е кој. Деца кад рецитирав, у душу да ти улегнев. Ајде тогаш, сите заедно да одиме на патронат? Чекајте. Тебе Стоја, куде ти е Стоја? У Немачко. Каде? Стоп, не разбирувам. Куде ти е Стојан? У Тугина пари да спечели куќа да изгради и свадба голема да направиме. Здраво на сите, пред се сакам да го честитам патрониот празник на училиштето. Јас сум Виктор Крстевски, мојата приказна започна токму во основното училиште Ристо Крле. Додека бев ученик во училиштето, почнав да тренирам карате и како одличен ученик, наставниците ми даваа поддршка да го следам мојот спортски сон. За прв пат бев дел од македонската репрезентација и учествував на Балканско првенство на 13 години, кога се уште бев дел од училиштето. Последните 14 години со гордост бев дел од македонската репрезентација, освојувајќи државни, балкански, медитерански и европски медали и во поединечна и во екипна конкуренција. Преку спортот и образованието научив многу важни животни лекции: дисциплина, упорност и верба дека со труд и посветеност нема невозможни цели. Денес работам како младински работник и координатор на европски проекти во областа на младите и спортот. Заедно со моите колеги го споделуваме нашето искуство и знаење со идните генерации, создавајќи можности преку кои тие може да изградат подобро општество за сите нас. До сите ученици, верувајте во своите соништа, никогаш не престанувајте да учите, затоа што секоја голема приказна започнува сега. Ви благодарам.
Ќе ве замолам за еден огромен аплауз за овие наши гости и наши долги години соработници, ансамблот Гоце Марковски, со кој што веќе соработуваме 3 години и повеќе. Имаме огромен број наши ученици кои што се членови, а и сме веќе дел од нивниот меѓународен фестивал Света Тројца, кој што секоја година ни носат гости од ширум светот, а и честитки што сегде го презентираат македонскиот фолклор, оро и песна ширум светот. Огромна благодарност и до родителите, без кои што оваа карика не би функционирала, и председателот на Советот на родители Јовица Панајотовиќ, до председателот на училишен одбор Бојан Велковски, сите членови на училишниот одбор, и едно огромно благодарам за градоначалникот, без чија помош немаше да блесне ова вечер и ова училиште во овој вистински сјај. И уште еден поздрав за доајенот на македонската глума, нашата Снешка, представник од Македонскиот народен театар. Благодарам, до видување, до следно видување, повели учениче одјава. Играорци, уште еднаш огромно благодарам од срце. И благодарам за вашиот кореограф Боби Блажевски. И за крај, посебна благодарност до сите вас, што сте присутни и сте дел од сето ова што веќе од утре ќе ни остане во убав спомен и сеќавање. Ви благодариме и довидување.